Stand-up земјотрес со Бојан Велевски. Ресторан Everyday. 24 ноември 2013. Почеток 21 часот. Бојан Велевски. 2 години стендап. Стендап Македонија. Јас сум Бојан Велевски, за тие што не ме знаат, а и за тие што ме знаат, јас сум па Бојан Велевски. Добро вечер и добро ми додавте на овој 2 години стендап роден ден и благодарам што вечерва сте тука. Стендап Македонија. На почеток сакам да ви раскажам една приказка како настанале народите. Кои биле првите народи кои се појавиле? Дали знаете кој е првиот народ кој што се појавил воопшто у светов? Кој? Види бе, одма види со пропаганда бе, антипропаганда бе, види ги бе. Македонците се првите кои што се појавиле, нормално. Усве ние сме први. Усве сме први. Значи прво, како што знаете, кога настанал светов имало еден голем океан, немало ништо друго, пливале амеби у него, после некој време се појавиле медузите, под медузите не знам што се појавило и наеднаш се појавило нешто така како амеба, ама не било амеба, било многу лигаво и пливало женски. Е, тоа ти бил првиот македонец. Ем лигав, ем плива женски. И се викал Трајанче. Трајанче оти цело време траел. Траел, му било страв да писне туку во океанов. И така пливајки Трајче, он чути пливај, за малце чути пикај работава, разбира? Чути пливај и така Трајанче чути пливај го создал генот на македонците да знаат да пливаат у секое време, у секоја вода и со секоја власт. И така, после некој време се појавиле континентите. И кога видел Трајанче земја, одма излегол, не за друго многу му се мочело на човекот, ностоп у вода, а не е глуп да моча тамо каже се бања, пошто не е ова аквапарк, нели? И јеби га, и излегол ова и ома бргу се измочал и онда Трајанче сватил една многу битна ствар, дали знаете што е тоа? Па он бил прв мочков на светот, бе. Али јеби га, пошто мочковците се увек први, тоа е тоа. И после некој време се појавил Србинот. Тор се појавил Србинот, висок, крупен, бам, коцкици тука разбацан, одма се смее, види колку го сака, колку ги сакаш ти Србин. Признај се. Признај, а не. Аз помнам Србинот тука до тука. Еве го дечкото, дај да ти идеме, стани со Србија. Да ти идеме, стани слободно. Ти се свиѓа? Признај се, ја немаме вакви муаведи. И тамо ли има Србија? И се појавил Србинот, висок, крупен, плав, правилеш таков, разбацан и му пише со блузичка "Нисам крив, шта сам леп" и позади му пишело "Делија Север". Ама пошто се појавил овој Делија Север, одма од жбунот излегол вториот Србин, а он пати работел хонорарно као гробар. И му се убацил на Србинов и му се обратил на еден традиционален српски културен начин. Ало бете, кој ти курац, знаеш оно, што ти... Па скини ту мајцу, јебат што ти матер, знаеш? И онда грабнале тука да се млатат и србите до ден денес се млатат за глупости. Након србите се појавил бугарот. Бугарчево, ама бугарчево било така малце како шлакнато. Да, како ностоп нешто се пунел. Аз сум прв. Аз прв дојдех тук. Аз измислих топла вода. Аз измислих гладен сладолед. Аз сум прв, им скурчил на Ина Македонеца и на Србија, им скурчил аз. Па да тебам газ му рекле, разбира. И после тоа од аз плюс газ му дале скратено име Азис. Едно традиционално българско име, којто е доста уважаено в българската традиција, Азис, нали, овај. И Азис многу милувал јајца. Многу сакал јајца, шо од петел, шо од не знам кој, и многу сакал и по едно време почнал да ги собира јајцава. И вика, што да правам од јајца, ваќе правам мајонез. Рома не му се погодил мајонезот и Азис го измислил тартар сосот. И од тогаш бугарите ги завикале татари. Након него се појавил народот што у старо време бил најпознат народ од старо време. Кој е тој народ, дали знаеме? Најпознатиот народ од старо време. Малака people.
Сега се грците, брат. Трети, четврти тамо. Малага people. Дали знаеме што значи зборот малага? Не е педер. Дркаджија. Онанатор, мавач, тинкач, самоцепач, острач, значи поише називи има. И кога се појавиле малака people, они нон-стоп дркале за нешто. Само дркале за нешто. И до ден денес го дркаат. Те со нас за името го дркаат, те со Германија, те со Турција, те со, не знам, Кипар. И после кога дошло 19 век да им прават држава, рекле, добро, како сега да им направиме држава, као да се вика држава. А бидејќи секој човек треба да се нарекува според сопствениот идентитет, а пошто нели овој човеков од малака people нон-стоп нешто се грчел, нели? И кога репа нека се вика Грк. Нели? И така малака people у превод значи луѓе што се грчат, или се угрч, или само скратено грци. И након грците, кога се појавиле сите овие народи, што мислите, се појавиле последните, кои се последни, а увек први во оваа држава? Увек се они последни, а стално се први. Дури у биро за вработување. Дури и таму, разбираш, не се ни појавуваат, а стално се први у пичку мат. Падинте, о, браво. И, ама они уствари цело време биле тука. Осте ние македонци, они цело време биле тука, биле малце погоре на тоа ритчето тука, на планината биле, и слегнале од планината. И само што се стигнало од планината, одма му се пуштиле на Трајанче. Значи не на Србинот, не на Бугар, на Трајанче. Што си го закачал бе ти малиот, а? Што си го закачал ти малиот? Што ме гледаш бе? Што ме гледаш? И Трајанче, разбира. Што ме гледаш? Дај ми очи кога ти зборим, што ме гледаш? Што си го закачал ти малиот? Не бе, не, ја, ништо. Што бе, пиштол? О, Афрем, тоа пиштол да не ти кажи кори бе, о, пиштоли бе, што пиштол? Не бе, не, ја, жими мајка, што мајка ти? Немој да го мешаш мајка ти, слушаш, немој да го мешаш мајка ти. Слушајте вамо сите, ало, ево. И ти Србин, ти слушај, ти Србин, посебно слушај вамо, ти македонац, ало. Сите слушајте. Ако ви сметамо, може слободно да си одите, хај си ту пичку материно. И така, оваа реченица, ако ви сметамо, може слободно да си одите сите у пичку материну, е земена како постулат на кој што понатаму се базираат човековите права на сите заедници во Република Македонија. Ако ви сметаме, ај си ту пичку матер. Дајте да аплауз да се напијаме. Stand up, Македонија! Додека сме кај народиве, едно другарче, мој колега, вечерва е присутен тука, отвори хостел и летото јас му помагав малце додека, нели, потргна со хостелов и го вежбав англискиот. И сите народи, сите нации сами по себе си се посебни, али има една нација, има едни луѓе што се стварно најпосебни, тоа се корејците. Луѓе, дали некој од вас правил муабет со корејец? Тоа е доживљај, бе. Доживљај. Значи, на секој, они се нон-стоп изненадени. Значи, нон-стоп. Му каже, он, ти, например, ти вика добар ден, ти му викаш добар ден, и он ти прави о! Нон-стоп. Значи, кога зборат, значи кај нас во Европа, у Америка, секаде низ цел свет, кога си правиме муабет и кога му даваш на знаење дека го слушаш соговорникот, само му климаш со главата, знаеш, ни правиш ова, кај кореец, знаете како изгледа кога му правите муабет? О! А! И ја го гледам едно време, вака му викам, брат, ти ми личиш као некоја Дедо Мраз играчка, али расипана, што пробува да каже о, али не може пошто е расипана на тие. И кореецот доаѓаат кај нас едни колегата у хостел кореците, ја нешто тука на рецепција ги примам, нешто тука му помагам, знаеш, и влагаат четворица кореци такви. Влагаат. И нон-стоп, значи ти поставува најглупо прашање и изненадене. Например, те прашува, do you have bathrooms here? Викам, yes. Oh! Let's take a picture of the bathroom! Катастрофа! Stand up, Македонија! Сите вие тука гледам млади луѓе сте дремете на Facebook и има едно поише време, многу ми се јаки овие стативи што се појавуваат на Facebook од нашите забавни портали. Има една статија ми искача, вика, за што фантазираат жените. Викам, ајде да отворам за што фантазираат, и отварам за што фантазираат, и прво па мушко. Вика, фантазираат за секс. Добро, зашо друго ќе фантазираат ако не за секс?
Фантазираат за секс со нивниот најзгоден Facebook пријател. И ја одма отварам кај девојка ми, гледам 700 пријатели, сите позгодни од мене. Ке дојдам ли ја некад на ред да тие? Клецај по 3-4 пути од денот за да стаснаш до 700. И викам, добро. Хаос. И добро, викам, и сега вика, тера натака статијава, срање живо и вика, девојките сакаат се да започне спонтано, како што се било спонтано на Facebook. Еве ја спонтаноста. Паук, лайк, чат, паук кревет. Значи по спонтано здравје, чат, паук кревет, мислам, нема она нешто за познавање, кафица, ова, нема директно и пишеш. Ај дој каде мене дома Samsung. И она гледа тука, паук има, лайк има, чат има. Добро, еве идам. После тера натака вика, фантазираат за секс за банкарот кај што ги плаќаат сметките. Доро, која плаќате сметки? У 12 вечер. Мислам, не, стварно ли, значи дојдеш у банка, треба да платиш сметка и плаќаш 4.500 за струја и мислиш на секс. Мислам, да, викаш, овој Ева на 100% ме јебе нешто, разбираш? После вика, фантазираат за секс со нивниот омилен спикер на вести. Да ти е страв да остиш вести да гледа. Ништо не можеш, значи, у банка да не ја пуштиш, на Facebook да не ја пуштиш, вести, ајде сте да гледаме вести, кур ќе гледаме вести, зимам даниското, пуштам фудбал, еве го Роналдо, пупичка ти матер. Зимам тоа, пуштам Animal Planet, сега фантазирај пичка ти матер, на те видам. А те видам. Фантазирај на Тимон и на Пумба. Евате. Хаос, ништо не можеш да ја пуштиш. Фантазирала за спикер на вести, што е клатасти се свиѓа. Не, клатасти се свиѓа, озбилно. Дали си сериозна, мислам, типот има една кошула и 3 кравати, мислам, ало. Ало, и кошулите му се до тука големи, разбираш. Приметете го, озбилен сум. Значи, примети го вака, и од далеку се гледа. Тоа работ што му е тука, овде му е. Хаос, и 3 кравати има. Тие му се трите, една со крокодили, една со змии и една помаранџеста кравата, таа му е омилена одамна. После тера натака вика, фантазираат како се во преградка на еден преубав млад доктор. Викам, добро, ајде, и јас сакам сестри, може, секакви сестри сакам, не е битно, медицинска ли е, не е ни битно, сестра нека е. И вика, види кај му иде паметот, ало! Дали си, не, озбилно си толку преверзан? Вика се, сва среќа што немам сестра, еј. Замисли со него да се фати. Викам, добро, ајде сите доктори се дозволени, све е дозволено, чак и дечја медицина ја дозволувам доктор, али сите доктори осим гинеколог. Не дозволам гинеколог за фантазија. Зашто? Една моја бивша ме натера, ме запна, ај со мене на гинеколог, ај со мене на гинеколог. Викам, ајде, добро, идам со неа на гинеколог и си седнувам као секој поштен дечко, фин, културен, паметен, седнувам у ходник и ми вика, не, внатре. Викам, што ги брам ја внатре да отидам? Да сум бар нешто пичка у душа, па ти има што да гледа, разбираш? Вака што, ајде внатре. Викам, добро, ајде внатре. И влагаме внатре, она влага таму да се соблече. И јас со докторот, добар ден. И оваа се соблекла и оп, трча, никој да не ја види. Незгодно е било, имала целулит. Незгодно е било докторот. Аха. А од докторот ти е незгодно. А пред мене кога ќе се соблече гајле нема, шета кој да работи у Викторија Секрет, разбираш? Викам, добро. И седна тамо, рашири нозе. Седна докторов каршенеа, он не рашири нозе. Чисто да им појаснам на машки, пошто никој не е будала као мене да иде со женската унутра да влага. И како седна докторов каршенеа, мене така малце како незгодно. И кога баци поглед на тоа што само јас смеам да го гледам, малце поќе незгодно, маку поќе. Да, оштруга оцела. Супер. И зема нешто тамо бара, нешто да брца унутра и ја викам, не, само да не е поголем од мене. Само да не е поголем од мене и викам, добро, не е. И зема брца унутра и луѓе, како брцна унутра, оваа која зема да стенка. Да овка.
овој прца, оваа стенка, ја не знам кај да гледам, а докторот луѓе ладен као Хрват, боле го куро, брка унутра и вика. Као маги вкусно од рерна, разбираш? Толку сочно. Ја више не знам, тука гулабица ми се појави, нека грмат громови, више не знам кај се наоѓам. Хаос! Овој брц, едно време не знаеш што да правиш да ти имам. Овој брца, оваа стенка, викаш се да го извадам нешто, да нема смисла, викам. Знаеш? Абе, се осеќаш вишок, бе, трета особа си, ало. И зема тоа бриз што зема, оваа трча па никој да не ја види, нели, незгодно од докторот, и се врти докторов, ладен, уште поладен као Хрват, и доаѓа и ми се врти и ми вика, многу е убава. Сега ја не знам дали ми збори за девојкава или за девојчево доле, не? И ми појасне у секунда, ми расчисти дилема. Ај бутето е. Значи те остава сам да сватиш. Не ти вика топ, вика му сега да ми кажеше тест, не да го давам тука на лице место да го обесам. Значи затоа гинеколог фантазија, јок. Ај се напијам уште една вода. Stand-up Македонија. И тука стасуваме до фразата, до фразата која што ја избацив на интернет пред некое време. Иде вака, вика, Facebook ти е исто као жена. Од неколку причини. Прво, со него не можеш да се разбереш, ама па не можеш ни без него. И второ, таман ќе го научиш како функционира, он се менја. Жена. И стварно зашто ова жени е толку комплицирање да моја мај? Значи има два типа на жена, комплицирана и покомплицирана. Значи види само колку списања има за жена и све ти е јасно. За диети, за облека, акцесори, шминка, секс, а за мажи има само едно. Билтен. Не е ни списание, разбираш? Значи и кај нив све у шифри. Кај жените све у шифри, луѓе, еднаш да те седни да ти каже, Боки, тоа и тоа ми смета. Јок бе брат. Викам, добро, кажи ми шо ти е проблемот. Значи, си правиме ја и ти мовет, кажи шо ти е. Нешто не ми. Нема што не е, брат. Све е. Значи све. Од прво до последно. И тука почиња стално, и тука иде една кавка, и она стално почиња со незиното, ништо не ми е, и на крај па завршува со незиното, прача стака што не ме занима. Губи се. Значи, све. И, например, една од најзаебаните шифри што може жена ти ги даде е гласно воздивнува. Вака изгледа. Сега добро, ова не е збор, али е невербална изјава. Да извучам Киво Котевски од МВР и потпаролов. Невербална изјава, човече, ќе се одрија. Сте му видели пресконференција Иво Котевски? Вака изгледа тоа. Ова е невербална изјава која во 99% од случаите е погрешно протолкувана од страна на машкото лице. Значи, кај сите, тоа што се, као сика, говорниците што се за микрофони, кај сите се со стандардна величина, неговата е 25 см подолу. Не да е пожа да се разбори нешто, лицето, вамо, тамо, боксови, кој тупаници, пап се папне, ќе остане без око човекот. Значи, друга работа, кај жените све е обратно. Значи, буквално све е обратно. Ако ти каже да, значи не. Ако ти каже не, значи да. Пример, ако некоја цура ти вика немој да ме фаќаш, тука никако дечко немој да ме фаќаш, тоа значи фаќаме ме, растуриме. Ја имаш, брат, твоја е 100%, гледа како се сме, видја. Од се, признај. Дијана, ти ли си? Ве молам еден аплауз за Дијана, она е многу познат светски диџеј. За жал малку ја знаеме во Македонија, моја драга пријателка Дијана Кнежевиќ. После све, значи све е обратно. И на пример викам срце, вечер ќе одам со другарите у кафана, окей, така? И ја прави оваа фаца. Значи иде прво едно 15 минути оваа фаца, па она. Да бе, да, злато, како не? Кога сум ти рекла ја на тебе нешто? А шо си мисли? Говедо едно. Секој петок идеш таму по кафани, по курвице, твериш пијаничиште.
Викам, срце, да не си нервозна ради кафанава со другари. Не сум нервозна! Добре, срце, не викај. Не викам! Кој вика? Па ти викаш, не ме провоцирај! Прави што сакаш! Така е што? Јас си викам, кафана, петок, другари, пиење, журка, ау, жени. Абе, седи си дома, бе. Седи си дома, бе, земи си пола кило ракија. Напре си салатица. Гледај си малечката невеста. Па знаеш, па после пола кило ракија, чак и малечката невеста ти е профи-серија, ме разбираш? Само што тоа кој им сецка тоа кадарот не ти е јасно дали сител има слаба графичка или ти си се начукал. Тоа е едина разлика. Stand up, Македонија! Сега сакам да им дам еден совет на моите другари и пријатели овдека на мажите у публика, а посебно оние што се верени женети и така натаму. За мир у куќа. За мир у куќа. Немој. Значи, брат, златно правило, немој по ниту една цена да дозволиш да ти се примети на фацата дека не ја слушаш дур ти збори. Не слушаш ме да кажеш да ти зборам? Касниш, готово, касниш, брат, саат и пол предавање. Ете ти, таков си, никогаш не ме слушаш, ја џабе зборам, после си ми викаш не сум ти кажала, ти мене не ме сагаш, ти не можеш да ме слушаш, катастрофа. И ти сега тука и викаш, не срце, не е така, те слушам, како не. Утакмица има Барселона, Реал Мадрид и иначе све ти слушам, задниве две реченици не ти ги фатим. Лажеш, брат, слушиш, утепуеш. Значи, зашо не си бара жениве внимание најнормално? Мора со плачење, мора... Значи, дојди си најнормално и кажи си, Боки, гушни ме, гални ме, бацни ме, клецни ме. Бар за тоа не правиме проблеми, бе, не сме као вас. Не можам сега. Маче, дај бе само малку, не можам, ме боли главата. Добре бе, дај измисли нешто друго да ти јам тоа стално ми го кажу, дај измисли нешто друго. Не можам, утре треба да добијам. Е па добре бе, срце, утре е тоа. Да, утре е, ама... Шо? Ама... Денес стомакот ме боли, не може. Катастрофа. И на што личиме бе? И на што личиме кога ги молиме ова жениве за секс бе? На што личиме бе? Па срамота, па ова малово ромче што е малово ромче кога ви бара 5 денара на улица, па он има повише достоинство него ние машки бе кога бараме човек. Па да бе, он е барем конкретен, разбираш, многу кога доаѓа и ти вика, чичко, дај 5 динара. Немам. Еј, каков педер си. И си оди. Си оди. А ти не си одиш, брат. Тука си молиш. Малце, молим те. Малце. И сега ти тука треба да ги разграничиш на цурава што е тоа малце. Пошто е женско, комплицирана е, мора да ја опростиш, да ја упростиш и викаш што и сега ме разграничиш, викаш малце и кажа дали е сега тоа временски малце или малце као само главичката малце. Сега тука разграничуваш одма. И викаш срце те молам, само 2 минути, 3 минути да го ставам преку сила и готово. Што е девојка ти бе брат, микровална? За 2-3 минути, сам да ја уклучиш. Ке навики го ставиш, ке ја навиеш на 3 минути и го ке напри тоа тин, како не го извадиш, ке ти изгори. Не ме јеби да ви. Жениве, значи, не знам, сакам друго да кажам, ако некој за машки во шедна јам работа, ако некој девојче дојде и ви каже, било кое, не е битно, било каде на било кое место. Дечко, многу си маженствен. Тоа значи дека нешто не е уред со тебе, брат. Или не си бањат смрдиш, или избричи се да ти јам говедо едно ми само на секаде. Исто сега сакам да кажам за жениве една порака, значи да ви објаснам, да ви појаснам нешто. Значи кога машко ќе ве викне дома да гледате филм, нема да гледате филм. Значи нема да гледате филм. Ја и викам тој ке ме дома да гледаме филм и она купуела смоки, чипсои, кикирики, печени, непечени, љупени, нељупени, пиво, сок, разбира? Дедо Мраз. Дојде ке мене дома така целата насмејана, разбира, така целата. Дојде ми вика, абе позитивна, разбира?
Вика, Боки, и шо филм ќе гледаме сега? Шо филм ќе гледаме сега? Зини да ти кажам, шо филм ќе гледаме сега, евате бе, евате. Многу обрнувате внимание на детали, бе, жени. Стварно, бе, на алки, прстени, мењуши, не знам, гердани, курци, палци. Ствари кои ние мажите уопште не ги приметуваме, али вие ги правите ради другите жени, има зашто да се оговарате после. Например, ги виде на оваа меѓушите, значи, онака 100% сетконо и карши рамстор за 100 денари. Че него таков глуп муабет. И сега, например, еве вечерва у Everyday, јадеме, пиеме ово, најде после одидеме у диско, си поминуваме супер, имаме секс, убаво поминува сексот, утре дента пиеме кафе, ти више брат си заборил на сексот, а она после 27 сата уште мисли на сексот. И доаѓа и ти вика, Боки, може да за детали правиме мове. Боки, каде ти се свигаше новото прслуче вчера? А шо ново ли ти е? Имаше ли прслуче? Бојан, па ти ништо не цениш шо правам за тебе, значи знаеш од кај бев да го купам? До Бит пазар бев да го купам! Значи, како да ти објаснам срце мое, дека мене прслук генерално и општо ми смета, значи. Че ми смета, ја знаеш шо правам, ја доаѓам, кога констатирам, вадам, фрлам и работам. А според жените што треба да правиме за да ги приметиме деталите, според неа што треба да правам. Значи според неа за да ги приметам детали треба влезам, го констатирам, го фаќам. Еј, што материјал ти е прслучево? Од кај ти е? Абе седи секс, каков секс, Бог да чуе. А 150 денари! Од Бит пазар? Да имам што друго си купи? Каде е тука сексот, бе, луѓе? Стендап Македонија. Познато ви е тоа, Емин братчет, нели? Сте го гледале, кој го гледал нека плесне? 1, 2, 3, 5. Добро, Емин братчет, познат ви е, така? Оструга, од селото. А ще е села, пријател. Ја викам, замисли, Емин братчет да ја пее оваа моса, сибо се ми мата, како ќе изгледа. Моса, а сибо се ми мата. Крај, некој го гледал, некој не го гледал, не е ни битно. Пропатна шега. Кој се више кај ромите, да кажем еден вид за ромите. Го фатиле циганчето како краде и му рекле, сега сакаш да те убием или да те ебеме? Да ми евите, чичко. И му дале вазелин и земал циганчо и тука се шлапнал. Се мачка. И му рекле, абе глуп, на газот на мачка се да не те боли газот. Газот ќе поминува, чичко, од душа ќе боли. Стендап Македонија. Денеска имаше ракомет, нели, јас сум за металург, не ме каѓате со чаше, не ме Митко, знам нека си ти за Вардар. Денеска ладно е, минус 8 степена надворно и усала издај, леле. Така ли е, Владо? И гледам металург Вардар и едно време гледам и ми текнува на еден лик, луѓе, ликот многу ни фали у нашиот ракомет за да биде комплетен, фул и многу смешен ракометот, да биде скроз забавен како што е сега, ма плюс до забавен. На кој лик мислам, знаете, еден тренер наш, екс-селектор. Така е! Звонко Шундовски. Дечкото фали у ракометов за да ни биде онака најјако, фул интересно удржава, ни фали у ракомет. Го гледам и викам, дај да го гугнам, кај е човеков шо прави, и го гугнам, пишам Звонко Шундовски на Google и ми искача прва статија, прв наслов, кој ќе биде наследник на Шундовски. Викам, наследник за шо? Жена му да не објавила оглас нешто, не знам, ради. Зашо би го ставила жена му? Зашо? Изгледа, дома се понашал као Македонија на светското, не клавал доволно. По дома, голој. Знам, леле, луѓе, типот ја имаше најјаката тактика у историјата на екипните спортови, у сите тактики што постојат. Играјте убо, клавајте гол и појке одними и тепаме. Само ова ракоментари бе неписмени бе, луѓе. Не талентирани, не знаат проста тактика да спроведат. Клавајте гол и појке одними, тепаме 100%. Неталентирани бе, еј, не е човекот крив. Просто здравје. Или, како ни се паѓат све него такви селектори и овој Пипан. Исти Пипан, исти Шундо. Губиме 25 разлика на Европска Словенија, свикува тај маут, вика сега Кузден шо ќе им каже и тактикава. Ајмо, добијам пичку ватерно, еј, ало. И искаче после капитенот на пресконференција го прашуваат која беше вашата тактика за денеска. Шо ќе каже човекот? Па ни рекоа да добијам ово и сите у пичку матерно да идеме.
Са глупости. И јас си викам, овој Шундовски, не, дали човекот има клецано нешто во животот? Не, мислам, со таква тактика не можеш ни Уганда на пријателска да ја тепаш и да ќариш нешто. Значи, не може, луѓе. Значи, како би се пуштал он на некоја цура у град, да го замислиме, пошто жена му да речеме нели го оставила неклавал доволно по дома голој, го оставили сега он иде у диско и се пушта на цурава со тоа таблата и со фломастерот. Ше ти вика, слушај, пиле, од битола пиле вика. Пиле, слушај, те знам јас тебе. Ти агресивна одбрана играш, кога се караш со дечко ти ностоп со рацете во виси. Те знам ја тебе, слушај пиле. И покаже на фломастерот, слушај пиле. Ќе ти влезам одавде, нема да ме сетиш, јас ќе сум ти напикер влезам до пола на 6 метри без престап. Има да ти клавам, ќе те раструвам ко Македонија на светсконо. Шо збориш бе? Кире, оди објасни му. Stand up, Македонија! Читам доле на Google, скролам надоле и гледам изјава на Шундовски и вика: игравме лошо со играч вишок. Добро. Како може да биде добро ако сте еден вишок? Например, еве со жената у кревет, двајцата мансте, ами ако имате еден вишок што правиме? Не, значи ќе се карате кој даклава појке. Нели? Едниот ќе мора да добие 2 минути, а другиот ќе мора да клава побрзо, иначе ќе му свират пасивен. Разбира? Хаос. Stand up, Македонија! И гледам на интернет, некој пат ние ова што работиме оваа работа, некој пат немаме доволно инспирација, немаме креативност и тогаш се пребацувам на нашите забавни портали и там има еден куп глупости, не мора да се замараш, само правиш копи-пейст на текстот и искачаш на сцена. Читам еден текст, вика најдобрата секс поза на тросет. И го отварам текстов и текстов почиња као топ шоп реклама за тросет. Креветот повеќе не ви изгледа примамлив, освен за спиење. А таа ве гледа со влажен поглед. Да, ме гледа со влажен поглед, кога гледа бурни времиња на Сител. Највлажен е. Повлажен него тука кога ме гледа. Викам, еден брз поглед во холот ве тера да се фокусирате на троседот. Од кај знаат бони кај ми стоиме на троседот? Не, мора у хол да ми стои троседот. Глупости. И после вика, иде текстот и сега иде хорор. Ја го нареков хорор текст. Пошто звучи како да е изваден од мемоари на серијски убица. Вака звучи. Колку пати сте замислувале како ја фаќате за косата и ја фрлате на стомак и она крши нога, пример. Колку пати сте замислувале како ја фрлате на стомак и проникнувате во неа. Не, кој е зборов? Проникнувате во неа. Не, мислам, како да проникнам во неа? Не, брат, еве, ти со цурата дојден, да те прашам, девојче, те прашам, замисли да ти каже вака. Маче, слушај сега, сакаш да те фатам сега за коса, да те треснам од земја, да те читнам од дека, али овој пут да не скршиш нога и да проникнам од тебе. Ке му даеш ли? Ништо, значи, не мислам. Абе, ти многу идеш у детали сега, не претерај, види го бе. Никнат, стана, дигнаш, шо правиш, брат? Stand up, Македонија! И после ти вика, после тера натака и ти дава инструкции како да продолжиш сега со муабетов и ти вика, прво соблечете ја, не заебај! Ја па викам, што се у пичку матерна? И имаш под А, под Б и под В. Под А, со заби. Добро. Со раце или нешто друго? Со раце или нешто, што е тоа друго, ако не со раце, бе, брат? Прво нешто друго што ми текнува и да речам, ај со блакај сема. Абе, не ми се дери! И знаеш кога ќе клеснеш? Никад, на крај ќе испереш на рука, брате. Тоа ќе ти се деси ако ги слушаш порталиве наши. Stand up, Македонија! Минатата сезона зборев за македонскиот фолклор и колку е перверзен нашиот фолклор, али сега сакам да кажам да фрлам 2-3 збора за нашите ново компоновани песни во оваа наша 23 годишна историја на постоење. И пред некој ден седам и у кола нешто се возам и ми се убацува од радио од Врчак и Тамара, молчи, молчи, љубов моја. Не знам дали ја знаете, идеше вака.
Молчи, молчи, љубов моја, 1-2, 1-2. Што има вез ова 1-2, 1-2 со молчи, молчи, љубов моја? А он излеа од позади, од кај типкава, и вика молчи, молчи, љубов моја, прави 1-2, 1-2. А и вика молчи, молчи, пошли излеа неговите се од другата соба. Не гледам ја друго објаснење, брат. И после некое време, тера песнава и Тамара му вика на врчак. Можам да ја замислам вака фацата и вика: пред тебе ко болка стоја. Ја утепало, ја отворил. Порано песните од времето кога моите биле млади има некаква символика, некаква порака, се беше некако завиено, например, на 2-2-3-3-0-5, те чекам драга, јави се, например оваа, како вардар ке дотечам, на раце ке те однесам, како шара ке израсне, љубовта наша голема. Значи има некаква символика, значи демек ке му израсне шарата, ке ја качи на врвот, значи нешто има, ме разбираш, завиено е, а денеска све е директно, бе луѓе. Све е директно. Дали сте ги слушале новите песни? Доаѓа цурата и ти вика: What I want is what you want. Give it to me baby like boom, boom, boom. И ти се ставаш и викаш: I know a place where you should go. I know a place you belong in my bedroom. Стасувате у бедрумот и викаш: Get down on your knees just a little bit. Open my zipper just a little bit. I got the magic stick. И после пееш: I'll take you to the candy shop. I'll let you lick the lollipop. Go ahead girl, don't you stop. I'll let you lick the lollipop. На македонски како ќе биде крајов? I'll let you lick the lollipop. Ще текне моментот. Доека сме кај песниве, сакам да упатам една порака до еден предлог, план, проект до Министерство за внатрешни работи. Наместо стандардните џандарски сирени, кај нас, нели, барем по нешто да ни се разликува полиција у светов, наместо стандардните досадни џандарски сирени, за растерување сообраќај да им свири песната Move, bitch, get out the way, bitch, get out. Може да го видиш џандарот со на фрчко тие рейбанките. Move, bitch, get out the way, со стомачето. Келјав. Stand up, Македонија! Кога им кажам на луѓето дека имам 26 години, не ме сваќаат озбилно, не знам зашто. Кога немам ни коса више. И да, никад не мислев дека ќе го правам овој потек пред огледало пред 3-4 години. Никад. И кога им кажам дека имам 26 години, ми вика: Добро, зашо не си оженет? Касниш трето дете, субвенции има, будало. Викам: чекај бе, со која да се оженам бе? Кај да на пример, ја многу сакам, не знам, мене слабост ми се спортистските, пример. Многу сакам спортистки, на пример, тенисерки сакам многу. Многу убаво ми стенка, како да ви кажам, значи пушташ тенис, се ги слуша, нели? Па не, ако ќе ја кариш, па да си најдеш таква цура, има се осеќаш као највеќе јебу мало бе. Па никад нема да знаеш која свршува, која стварно е убаво. Па да бе, да, значи пушташ овако, у 3 попладне сум пуштил овако, и си комшиите мислат дека гледам порничи у 3 попладне, тој е перверзен комшија, глумец перверзен, ненормален. Сега со нејако ќе се расправаш на дистанца, брат, пошто не дај Боже попиеш бекен форхенд. Не кеш, веруј ми. Да бе, да, нели? И следна, не знам, например, многу ми се секси овие што креваат товар жениве. Многу секси фаци ми прават, знаеш, фетиш ми се. Кој ќе земе да го крева тоа. Многу е секси. Сила е тоа, мислам, разбирам. Викам, замисли со таа не можеш секс да имаш луѓе. Значи таман ќе да влезе у мисионерска поза ако сакаш да влезеш, нема шанси. Таман легнала ти таман ќе од озгора ќе дојдеш таман да го ставиш оп. Чекај бе, срце, не сме за тоа дојдени да му ева мајката, чекај. Професионална деформација. Stand up, Македонија! А жениве со кој да се омажат жениве? Ја имам еден конкретен предлог за жениве, од каков тип на професија си најдат човек што ќе ги мајките многу ќе ви го сакаат зетот. Значи многу ќе го сакаат. Има еден спорт, се вика карлинг. Не е уопште познат кај нас. Го има на Евроспорт, може да сте го начекале, кој играат у скандинавските земји, кај што е многу ладно.
И тој карлингот е нешто као има еден на мраз се игра, има едни вака кругови у различни бои, голем, помал и најмал, и фората е има една топка вака голема со клизалка и кој многу глуп спорт. И кој ќе ја пушти најблиску до центарот. И има едни двајца што имаат најглупата професија у цел свет, чистат мраз пред топката. Тој да си го земеш за муж, мајка ти ќе го сака, знаеш колку? Има да ти ја усиса и станот ти викендичката за 15 минути. Само мултиталентиран, може и молер да биде, само обратна насока му. А ако не му се работи, за да го мотивираш, пушти му една топка, па топката ќе иде. Стендап Македонија. Ова е 21 век, нели нормално и е ера на, како што викаат на интернет, ова е ера на паметни телефони и глупи луѓе, ќе се согласам. Значи имаме тоа смартфони, айфони, све, али имаме и смарт вециња. Луѓе, смарт вециња, знаете за што ви зборам? Влагаш, правиш два чекори, ти се пали светло. Сега, кај смарт вециња, арно, ама пред да ги направиш тие два чекора, пола саат бараш, кај се пали светло? Јас имам, се кладам дека македонец ги има измислено тие смарт вецињата. Ај што се смарт, инат се. Инат, инат. Идам на писоар да мочам, значи поđem, мочам, уште не сум завршил, пушта вода. Викам, не се курчикете мочам, ало, што ти е проблемот на тебе? И таман, зијам се, и пази ти прави фора. Значи се затвараш све, само што му вртиш грб, пак пушта вода, така ти се смее у фаца. Инат. Миеш раце некако како што миеш раце, нели со тоа сензорите? Како се мие раце бе луѓе на тоа? Дали ви текне у Рамстор кога ги донесоа прв пат чешмите? Ви текне ли? Значи, јас сега од страна кога ќе се потсетам, викам, види го, значи да се гледам ја од страна сега, нели? Пошто више сме искусни. И ја ме и уситимо, ја ме насенде све тоа, нели? И сега на пример да се гледам од страна, викам, види го овој испушил 6 џоинти и лапнал 3 типа човеч, види 3 па, разбираш? Засна вака и прави вака нешто на чешма. И ќе му пушти. Еј да ти јам нема сега, чекај сега како пак. Ми пушти да ти, прго ми раце. Види ги, чекам, види ги овие турциве скршави за вода, Знаеш, типси да ти јам турци да. И миеш раце како што миеш и вецето, нели, за да ти покаже колку е оно паметно и пошто од македонец, пошто, нели, инат, те праќа на најглупата машина измислена од човештвото, сушење раце. Црн екран, после половина час. Инат вецево, инат. Стендап Македонија. Замисли да имаш другарче буквалист. Значи, најголемиот буквалист у светот. Да ти е страв било што да му речеш, луѓе. Значи, најпросто нешто да му кажеш. Пример, не знам, иди изгаси го компјутерот. Ќе му фрли кофа вода да ти го појави компјутерот. Или не знам да му речеш, пример, иди пушти вода у WC. Идеш после 10 минути, базен. Или не те може да му речеш, иди запали ја колата. Како гори, а? Добре? Ја запалив, бева поише у пичко ватра, толку можев да те, добро гори. Ти го поплавил станот, ти го поебал компјутерот, ти ја запалил колата и на крај не можеш ни да го опцуеш да ти ја. Ајде иди си мајката. Ке ја носиш на душа жената цел живот, Буквалиста, луѓе, гледам, нели имаме овие дезодоранси со 36 часа заштита. 3 дена не се баја човеков. Си ставив ја се прстав. Види, имам доказ. Ама смрдиш, имам доказ. Сега гледам, измислиле со 72 часа заштита. Дали се овие нормални, ало? Па замисли да се возиш автобус пун со буквалисти. У лето. Сезона на мишки. Ало, у вторник, у петок. Ај, баби ви, така не знаете дека постои дезодоранс, нема везе да ти. Ама брат, има една фора на Facebook, многу ми се свиѓа, викам, како знаеш дека постоиш? Ке си влезеш у вторник, у петок, у автобус, нема место кај да седнеш и ќе изречеш, па, ке си постојам.
Некој го јадел у автобус, еј. И ти ли ги користиш ти? А се он ти смрди и викаш, леле брат, колку те погоди, уживец! Јас сум бања, фала Богу, роден ден. Од недела за недела и за роден ден. Да, а пошто јануар ми е роден ден, знаете како ми се фаќа? Сега, 1 декември се бањам, нели, пошто празник. После ми се фаќа 5 јануар, ја роден ден. Па 6 ова, нели, што е падник Божидан, па 7 пак бањање. И спонастинав во јануар, секој јануар настинат сум. До Водици имам едно 2 недели пауза и на Водици пак се бањам, јеби га. А замисли да имаш другарче параноик. Ау, имаш? Луѓе, параноик. Значи, со него не си на раат. Не си раат со него. Пример, седите, пиете кафе. Ај мирисни о кафе? Абе, ништо нема на кафето. Од кај да знам ја? Баба ми стално ми викаше, пази сине, клаве друга во пијачкине. Вике, и она стално вика, не ојте шкотска клавет кури во сукњине. И у диско само пиво пие. Пред него ако го отвориш. Значи, те гледа дека го отвараш пивото, пред него го отвараш, те гледа дека го отвараш, нема ништо сумљиво и па сумљиво го зима. Идеме ку реду е. Ама не е жив ако не зидне. Ај пробај го пиво бе. И врати се за 10 минути. Ама не го пи цело. У диско седиме нешто денсаме. У диско денсаме, а овој му ја му викам, брат, она плавана као те гледа од преска. Шо да не сака да ме убие? Ези мајка да. Stand up, Македонија! Вестите у Македонија, јас преска спомнав клатас со кошулите. Со кошулата се извинувам. Една му, три му се уствари. Или една беше, една кошула и 3 кравати, да, една кошула. Како изгледаат вестите у Македонија, луѓе? Значи, као мусака, ред компир, ред месо, стално се исти. И прво иде вака, почињаат вестите и вика. Прва вест, кастрација, ова е илустрација. Али пред да ви кажеме на кого му направивме сунет на стари години, да ги видиме рекламите. И почињаат рекламите. И прво иде ова за сокчето рекламата, што било добро за чистење веце шоли. Сокчево за бркање у шваби и труење глупци по дома. После иде реклама за мобилни оператори. Сине, јави се слободно од кај мама од телефон и онака нема мрежа. После иде за овие кесичкиве за месо. Купете си кесички за месо, пошто онака пари за месо немате. И на крај иде оваа рекламата што е за штедење електрична струја. Ви текне на вака ше му денса. Ви текне. И со пораката, демек, купете и шипка, со порака е реклама за штедење електрична енергија. Купете и шипка на жена ви, ем ќе ви поденса малце, ем ќе се загреете, ем ќе ја сватите рекламата порака. Клецете се боле вие самите, него ние да ве клецаме со сметките. И тера натака и почиња втора вест, уапсен педофил од Кочани. И го даваат Црепов, овој што е портпарол на СВР Кочани. Кошулата дојде за копчана, машната на криво малце, сакото 2 броја поголемо, тоа од Титово време плаво. Разбираш, со перутче тука малце. Да, и мрсната коса. И искача вака на пресконференција и вика. Денеска во Кочани уапсено е лицето БТ на 56 годишна возраст, кое извршило облюба вчера вечер во станот на својата пријателка, инаку станува збор за познат слаткар во Вградо. Ви се знаеме кој е човекот. Кој на улица Васил Гологанов, број 13 во Кочани, отишол кај неговата пријателка, више знаеме и која е жената, може да отидеме да изразиме сочувство, која во моментот на облюбата не е била дома. Тамо ја начекал нејзината 10 годишна керка и намамил ја во спалната. Методот на намамување не е познат. Наводно
не е бил со лижевче, бидејќи лижавчето се чувало за по-касно. Ја го гледам вака, викам, брат, од тебе Маркиз де Сад комозно може да учи како се шиткаат еротски приказни. Дајте, мало да скршај. Stand-up Македонија. Спор 2 за политичарите во Македонија. Како код на значи како профил, нема да споминјам партии, ништо не се секирете, значи ќе зборам за политичарите како генерално како состав на ДНК. Значи, у ДНК-та нашите политичари има две ствари. Тоа им се професионални деформации вродени. Многу ветува и одма заборава. Како вети заборави? Искача на митинг, вика, ова ќе направиме, тоа ќе направиме, оноа ќе направиме, искача, после тоа вика, рековте дека ќе направите тоа и тоа, нели? Кој рекол тоа? Што ќе се рекол? Кој рекол? Зашто не запишуваш ти бе, мајмун? Кој рекол тоа? Бог да чува как новинарија ми вадат тут зборове дуста ми превртуваат. Ностоп ветува. Дури и дома на жена му. Жена му на сабајле се спрема за на работа, жената свртена со грб, се шминка, разбираш, он влага ке неа у собата и вика, жено! Ветувам дека вечер кога ќе се вратам од седница на владата, ветувам дека ќе имаме секс, ако треба и 2 секса ќе имаме, проследени со неколку оргазми, ветувам дека нема да свршам пред ветеното, а ако свршам пред ветеното, да умрам или загинам за Македонија. Влага ке синот, пред искочи од работа, син му за школа се спрема, вика, сине! Тато не викај, сине! Ветувам дека ќе ти купам тетрадки, ама не ми треба. Ветувам, реков, пред сите овде, ќе ти купам тетрадки, утре, со рокови, пошто модерни се сега роковите, утре, задутре, ако не, од понеделник па натаму. Од понеделник па натаму, никад! И искача се од дома, иде на работа, нели, искача од дома и се разминува со комшијата, нели. И он иде на работа, и со комшијата се разминува до влез, и комшијата ми вика, добар ден, комши, не се кирај, ќе те вработим и тебе, и жена ти, и децата, и мајка ти, татко ти, ако се умрени, нив ќе ги вработиме, ич не се кирај. Ама комши, добро утро, ич куро да не те боле, ќе направиме и паркот ќе го направиме, и улица ќе направиме, ќе ставиме една фонтана со коњ ако треба ќе ставиме. Stand-up Македонија. Реков дека ќе има, не знам колку вас видоа имаше и на телевизија, на радио, неколку пати се појави по неколку дена да го испромовирам настанов. Реков дека ќе има еден мини хайлайтс на одредени работи кои што ги зборев овие 2 години. И тоа се следните 2 парчиња се мои најдраги парчиња, верувам дека добар дел од вас ги знаат, али бидејќи ова веројатно ќе биде нивна последна изведба, ќе си ги кажам. Кога сме више ке политичарите да се пребацам на рускиот атлетичар. Сигурно дека кој го гледал рускиот атлетичар нека плесне. 1, 2, 3, 5, 10. Така, добро, доволно е, супер, боље. Рускиот атлетичар иде вака. Гледам Олимпијада у Лондон, која беше пред година и пол, нешто така беше, и гледам еден руски атлетичар се вика Иван Куров. Презимево помпона, само за лижење. Викам, замисли, аз спомнам политичар, видимо ме. Викам, замисли Малиов да е политичар. Значи, например, некој министер таму у Русија, не е битно некој функционер, и овој грчкиов колега, Делаве Курац, му иде у официјална посета у Русија. И како ќе изгледа тоа на словите по новини, бе? Делаве Курац се сретна со Куров. Делаве Курац се поздрави со Куров. Делаве Курац и Куров си ги разменија. Мислењата, мислам, ома вие таму мислите на тие работи. Добре. Политичар. Значи, како ќе му викаат на митинг? Куров. И ќе се најде некој од опозиција како Џани Макрадули. На Куров! Ако фича, не се лютиш? Добро. Избори.
Тоа е кај нас сега актуелна тема. И сега нели идат избори и едниот запнал, демек нели за Иван Куров. И запнал вика за него ќе гласам, па за него ќе гласам. И другиот му вика добре, што се фатил за Куров кој слеп за стап да ти. Има и трети опции тамо. Интерна шега меѓу нас, нема везе. Или не знам, татко си му на овој Куров. Татко си му раскажа се у Everyday, тука раскажаш некоја прича. Леле брат, на ова што сум ми правил, на таа што сум ми правил, и никој не ти верил причата и ти викаат сите, ај закони со деца, живи Курове брат. Или нели пошто типов атлетичар нели у својот животов, пример те го тепал Юсейн Болт на 100 метра. И како ќе објасниш кој тепал? Брат, кој тепаше на 100 метра? Куров кој тепаше на тие. Не постави глупи прашања. Или не знам, типов умрел, јеби га, сите ќе умреме. И како ќе изгледа тоа некрологот позади у весник? Не умре Куров, имам болje. Најблиските се прости од Куров. А на надгорната плоча што ќе му пишува? Од фамилија Курови. Стапови. Дрва и слично. Тие се проточените, второ, трето колено. Или не знам, а попот бе као ќе го чати. Да не си му кожа на попот бе. Доше тука погреб, костуми, овој, нели, атлетичар, освил медали, новинари тука чуда, сите собрани, милион луѓе, искаче попот на говорници, го чати, мислам, го чати тука со микрофончето. Вечерва се собравме да се простиме од Куров. Малце незгодно му стане, раде. За него повеќе не важи фразата да е жив и здрав и да му е прав. Умирена му беше, не за друго. Инаку Куров секогаш стоеше исправен пред предизвиците. Овој беше... Инаку Куров добро служеше. Тој беше добар и татко, и сопруг, а Бога ми се покаже и како швалер. Што е право праведен и грешна душа, Господ гледа. Едно од последните парчиња кои што сакам вечера да ви ги презентирам. Моето второ омилено парче станува збор за македонскиот фолклор. Кој го гледал на YouTube? Не кај смееш да не го гледаш ти. Станува збор за секс од македонскиот фолклор. Луѓе, нашиот фолклор е толку безобразен, или станува збор за секс или за пијаници, трето нема. Еве, не ви е јасно, сега ќе ви објаснам. Ќе ви испеам една така лекичка песна да ве воведам у темата. Абре воденичаре. Бацет леса како пеам. Абре воденичаре, баш пријателе, море мојве очи, се има варијации тука. Море мојве усни, море мојва снага, твоја нека биде, сомели го житото. Се разбравме, така? Еде се ова јаката песна, хардкор, од Баце понова историја. Кој ти го тури, жено? Името. Кој ти го тури, жено, кој ти го тури? Кој ти го тури, жено, кој ти го тури? Кумот ми го тури, мажу, кумот ми го тури, кумот ми го тури, мажу, кумот ми го тури. И после ова, следна ми е оваа една религиозна песна и сексуална во исто време, Брала мома капини. Попот. Дигни моме фустанот, дигни моме фустанот, дигни моме фустанот, да не газиш постанот, опа мана. Да, 100% за постанот моје. Следно што ми текне ова, не кажу и либе добра ноќ. И сега кај да ја спомнам овие 2 години, одма некој ќе рипне од публика и ќе рече, а знам што ќе кажеш. Демек сите спијат, а ние сме сами, клецни драги ти мене. Не. Тоа не е најстрашниот дел у песната. Најјакиот дел, знаете ли кој е? Иде вака. Јас знам дека друга љубиш ти. Јас знам дека друга мамиш ти. Значи она знае дека типот има швалерка, али она нема проблем со тоа. Она е модерна жена. Битно користи драги ти мене.
Сега кој е Драги? Тука не би навлагал. И последната станува збор за само 2 стиха. Луѓе, дали ви се верува дека сексот во македонскиот фолклор е собран во само 2 стиха? Сега ќе ги испеам. Коленичев јас пред него и со солзи на очите. Од што е сотот на очите? И тоа се пее! Да, си го пееш дома со мајка ти, со баба ти, по свадби, крштевки од црква, тука попови шета, тоа коленичи. Каз. Stand up, Македонија! Ноќниот живот во Скопје, дали вие тука гледам имам доста млади луѓе, ноќниот живот во Скопје, значи за да го сватиш скопскиот ноќен живот, ти треба еден комплексен ментален склоп. Луѓе, значи тоа е неразбирлива појава. Значи само кај нас на една иста журка, урокот саат типол, ќе слушнеш 16 различни типови на музика. Увек почиња со тупси глупси. Тупси глупси, Пол Ван Дайк некој такво срање. Тупси глупси. Тој после продолжува со хип-хоп. You find me in the club, I'm a fool of... I wanna love you. Нежно. Every day. За ресторанот, шо. И након ова нежново се дешава еден преокрет што мене стварно не ми е јасен. У журка во Цаа Типол. Ќе го спојам за да се разберем, иде вака. I wanna love you every day. Доказ! Јас сум ти живи доказ. Када ти буду јавили. И најдлабокиот текст у песната. Да вода нешто носи. Што носи вода? То ни сама Цеца не зна, ако верувате. И након Цеце се дешава еден се дешава го добијате овој, како се викаше, Дадо Полумента. Дадо Полумента. Ја прв пат кога го слушнав, мислев дека е паста за зуби да тие. Скоро па мента. Знаеш, малку бело, малку зелено. Со она неговата, она е лепша од сношти, ја знаем. Она е лепша од... Прекрасен текст. Длабок текст. Вака кога го слушам, од длабина нешто ми иде. Од двете страни. И ти викам, замисли ти, ја знаеме таа песна, нели? Викам, замисли ти овој прекрасен текст да го рецитираш максимално сериозно. Еве не ја, Раде Шерпеќа да го рецитира. Како би изгледало тоа? Само молим вас мало тише да се Раде сконцентрираш. Она е лепша од ночи. Мени су коси, то неба ме носи и заноси. Роđena само за тебе, лепота од жене, без нje ми се кучи. Ейде! Stand up, Македонија! Ви благодарам многу што бевте вечерва со мене и што ми ја направивте оваа вечер најубава на свет. Ви благодарам.